Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Млад и успешен музичар кој потекнува од Струмица. Го гледаме на сцената на Exit, го гледаме на сцената на БСХ Events Хрватска, ќе го гледаме на Tomorrowland. Во најава е неговата соработка, односно неодамна подпиша договор. И тоа беше единствениот македонец кој беше избран во конкуренција од 20.000 кандидати. Треба да ни биде гордост на струмичани и на целата наша држава, а мене ми е гордост што денес ми е гостин во подкастот на Биди свој. Димитрикс Вердана. Здраво, Мери. Добре дојде во мојот подкаст. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека сте добро и вие. Така, јас сум добра и пак ќе кажам, секогаш ми е мило кога млади, успешни струмичани се гости во мојот подкаст. Затоа што треба да се гордееме со вас. Да. Како се чувствуваш кај мене, кажи ми? Супер опуштена атмосфера. Добар. На одмор си во Струмица, така ми спомна? Да. Пред некои 10 дена си дојдов од турнеја. Тоа значи дека не живееш во Струмица? Да, не живеам во Струмица, за жал. Живеам надвор во Македонија, во Хрватска, дистанциран сум во Хрватска Пула. Да, и сега преку зима се селам во Загреб. Подоцна ќе те прашам и тоа зошто се одлучи да се иселиш од Македонија, нели? Но прво ме интересира името Димитрикс Вердана. Твоето правилно име Димитар Бонев. Да. Струмичани веднаш ќе те препознаат за твоето потекло, но кажи ми како дојде до идејата Димитрикс Вердана? Па името, самото име Димитар, доаѓа тоа Димитрикс, помодернизирано, по за електронска сцена, што се кажува така, а Вердено ми дојде, дилемата беше дали да се викам The Green Eye, да, или Вердено, но сакав нешто да направам комбинација од тоа. Верде на француски значи зелено, и мојот бренд, што го градам моментално, се како заштитен знак на Димитрикс Вердано брендот се моите очи. Значи зелено е за твоите очи, а не покажува младост и незрелост. Јас сум сигурна дека си зрел затоа што го работиш. Колку години си во диџејството, ајде да кажем? Па, околу 7-8 години сум во диџејството. Професионално веќе 2-3 години, тоа што значи професионално со продукција, со музичка продукција, со договори, со професионални настапи. Да. На твојот профил стои диџеј и продюсер. Да. Така. Да. Кога за прв пат почна? Убаво кажа, нели, веќе 7 години професионално работа, но кога за прв пат почна? Како се случија твоите почетоци? Позади тоа стои многу интересна приказна, го имам споменато и во некои претходни интервјуа. Сакаш да ме прашаш како почна со диџејството? Прво ме интересира, знаеме, нели, дека и твојот татко беше на времето познат на јавноста како диџеј. Дали тоа беше пресудно и ти да се одлучиш да стапиш во музичките води, ајде да кажем? Како што кажав, претходно позади тоа стои многу интересна приказна. Сега ќе ви ја раскажам таа приказна. Еден ден во моите млади години седев дома, мојот татко уште настапуваше и бевме нешто скарани. Да, и не му правив муабет. Тој тебе или ти него? Ја нему. Добро. Да. И сакаше као да се смириме и ми рече као ајде да дојдеш со мене на мој настап да видиш како е и што е. А јас буквално до тогаш ја сакав музиката, но немав никаква представа што е диџеј. А сакаше да биде диџеј? Да. И отидов со него на негов настап. И тоа ми се допадна многу. Таа енергија, таа публика
целиот фокус на публиката е кон диџејот. А тоа го сакам јас. Да. Буквално си во центар на внимание и ти правиш да публиката да си помине добро оваа вечер. Да, и така Но ја станува. осети ли тежината на диџејот? Тогаш не. Да. Тогаш не. Имавме пред неколку подкасти, имавме и диџеј Тодоров ни беше гостин. Да. И истото прашање го поставив него, колку е тешко да се излезе на сцена и пред народ и да овозможиш на секој еден или посетител да се чувствува добро. Во смисла да се погоди моментот, музиката, ритамот, за да им биде убаво. Да. Таа е тежината, претпоставувам, на диџејот, така? Има многу тежи оваа работа. Но сите мислат дека е лесно, дека ќе застанеш на сцена, ќе кликнеш едно копче од твојата миксета и ќе станеш диџеј. Па реално, може јас Димитар да се викам? Да, може се. Па реално Димитар сега со технологијата, со компјутерите и секој еден смета дека може да биде диџеј, нели? Па лесно е, ќе си земам компјутер, ќе ми ги, како се вика тоа, на микса мелодиите и јас можам да диџеј да правам да бидам диџеј и да правам пари од тоа. Кој е твојот став за тоа? Секој еден може да биде диџеј. Види, технологијата е алатка, но не е магија. Тоа можам да го кажам. Искрено, технологијата моментално во оваа музичка продукција и музички свет помага многу. И јас исто ја користам. Но овие ликови кои сакаат што го зборат ова, дека со технологијата, со денешна технологија можат да станат преку вечер диџеј, тоа апсолутно не е точно. Зошто не е точно? Затоа што самата работа како диџеј не е само технологија. Туку е најмногу и најмногу работа и талент. Значи не можеш ти да застанеш на бина и да спремаш дома 2-3 готови миксови и да станеш ти диџеј. Тоа не, значи самиот Да диџеј. бидеме реални, но се случува тоа. Да, се случува, ама се случува и останува тие локалци. Ние не збориме за локалци, збориме за нешто што Излегува на европска не сцена, на како европска- што си ти. Да, не на европска сцена, него тоа ни што го работи, тоа може да го работи како хоби. Значи диџејството е хоби, ама може да прерасне и во многу сериозна работа. Димитар има светски познати диџеи, но кои тоа име веќе професија, нели, тие заработуваат пари од тоа. Да, па тоа сакам да го кажам, дека самата таа професија може да биде и хоби, а може да биде многу сериозна работа која носи многу последици со неа. Да, мораш ти да кога ќе влезеш веќе во тие професионални води, мораш да знаеш дека самата таа работа носи многу последици. Како например, сите твои пријатели, сите твои луѓе денес се излезени на некоја забава, ти си на работа. А и плюс оваа работа, најмногу што жртвуваш од себе е неспиењето, патувањето, неодмор и работа по буквално 12 сати во студио. Исто така, одговорност со медиуми, мораш да пазиш што ќе кажеш пред медиумите, затоа што ти со една грешка, со твоја една несмислена изјава може да се уништи цела кариера. Факт е, ти си јавна личност и мора да се внимава во секој сегмент како и што се однесува. Ќе се вратам на моментот што кажа голема жртва. Колку Димитар троши од своето време на работа? Едно е, нели, настап, целовечерен настап, тоа кажавме посебна тежина, но јас претпоставувам дека и во текот на денот имате ангажмани, нешто. Ние сме Како се спрема еден диџеј? Ние сме 24/7 ангажирани за нашата работа. Тоа од страна не изгледа така. Да, и мене сега не ми е јасно. Да. Како се спремаш? Па, види, како најпрво, секој диџеј
кој е веќе во тие професионални води, мора да спрема различен сет за секоја различна публика, затоа што не е иста публиката во секој град. Так. Мораш да знаеш што и како ќе ја дигне таа публика. Да, јас сум дистанциран на една музика. Како што е мојата музика Afro House и Melodic Techno. Јас ќе ја пуштам таа музика. Добро. Пак, ама морам да бидам сигурен дека имаш 1 милион Afro House и кај некој поминува таа Afro House музика, кај некој не, и затоа мораш да измешаш тоа дома. А не е само тоа, тоа е најмалата работа која носиме ние, да спремиме сет дома за настап. Ние имаме продукција. Значи, ти со продукција кога ќе влезеш во студио 12 сати без искачање од студио нема шанси. Значи, ти работиш буквално еден такт можеш да го работиш 3 сати. И во место. Так. Кога те слушам така, ми доаѓа на ум првото прашање. Исплатливо е тоа? Има ли иднина, јас би ја кажала повторно, професија, диџејството? Дали се, не знам, задоволни сте од начинот на кој сте третирани и платени? Не само во Македонија. Еве, слушам дека си надвор од Македонија, во моментот си во Хрватска. Да. Ајде да се вратиме малку на почетоците. Во Македонија, како беше третиран и како беше платен? Задоволен ли си од ангажманот што го имаш и што ги добивате тезгите, да кажем? Па, види, во аспект на поширок аспект, може да биде платено, но во 90% од случаите не е ич цената, ич платено. Зошто не е платено и зошто не е цената? Тоа не е проблем кај нас. Значи, Македонија има премногу таленти кои седат дома. Ја веќе го спомнам, мој голем пријател и добар колега, Марио Едит. Марио Еди е еден од поискусните, поврвните диџеи во Македонија. Во која смисла седи дома? Нема ангажмани? Не, он има ангажмани. Многу малку во Македонија. Зошто има многу малку во Македонија ангажмани? Затоа што он си го наплаќа својот труд, он си го наплаќа своето знаење и знае дека он ќе застане на таа сцена и ќе наполни луѓе. Но газдите, самите газди во Македонија не одвојуваат пари за нас, него одвојуваат пари за некој што е веќе тренд. Кажеме Срби. Во смисла на поддршка на домашни изведувачи. Значи, не е проблем дали нашиот домашен изведувач пушта наша музика или пушта Afro House или EDM, било што. Проблем е тоа што никогаш, ама баш никогаш, еве ќе ти дадам пример, као Марио Еди, да кажеме, има 10.000 следбеници на Инстаграм, го ја пратат неговата работа, буквално секој настап му е пон, и сега кога неговиот менаџер ќе звони да каже еве ти го нуда Марио Еди за толку и за толку пари, ќе каже подобро ми да викнам локален диџеј. Не се цени. Тука во еден лавиринт сме некако заглавени. Сопствениците на ноќни клубови знаат да кажат, ама се бара друго. Гостите бараат друго. Ние знаеме да кажеме дека тоа што се нуди, тоа ќе слушаат, нели? И сега, кој има повеќе влијание? Дали тие што нудат или гостите што бараат? Некако, знаеш зошто те прашувам, дека постојано ние како медиум зборуваме дека да, точно не ги цениме нашите талентирани музичари, изведувачи, нели, и диџеи. Од друга страна, гледаме младите бараат турбофолк да се слуша, нели, српска музика. Сега, дали е тој тренд кај младите за тоа што им е наметнат трендот? Добро. Или навистина младите, нели, YouTube и тоа социјалните мрежи тоа си го направија, па нема простор за вас македонските изведувачи? Не. Вака, трендот
има секаков тренд. Имаш балкански тренд, имаш странски тренд и младите све слушаат. Не се дистанцирани на една музика, пак ќе кажам. Но проблемот е тоа што клубот што ти носи, тоа одиш да слушаш. Постои во Македонија неколку клубови кои носат само странска музика. Буквално се наступувале големи врвни артисти во некои клубови, но тоа се ретки. Еве, пак ќе го земам пример Exit, спомнавме нели на почетокот, и минатата година беше учесник, беше на сцената на Exit, каде се слуша нели таа странска музика, DJ. Млади беше преполно. Да, па тоа значи самиот газда или самиот собственик на клубот, што ќе ти донесе, ти тоа ќе слушаш. Затоа што Македонија е мала држава. Не можеш ти да бираш, еве ќе кажеме, ќе ја спомнеме Струмица. Во Струмица постојат 3 клубови. Зошто сите 3 клубови прават иста програма? Кој е виновен овде? Како да се најде решение за тоа? Еве, пак ќе прашам, постојано се дискутира тоа. Ние како родители, нели, можам слободно да кажам, нашите деца сакаме да слушаат културна музика, сакаме да бидат од сите бранши на музика, нели, запознаени, да не бидат само со турбо фолк, но како да се направи промена? Еве сега ќе кажам, јас спремам проект кој се вика Butterfly Project. Добро. Тој проект ќе бидат вклучени, ќе пробам да бидат вклучени сите локални кафичи и клубови во Струмица, кои ќе се одржува, да кажеме, 2 до 3 пати годишно. Зошто до 2-3 пати? Што е целта на овој проект? Тоа е културна манифестација која ќе има секаква музика и за секој млад човек, значи од 18 па се до 77, како што викаат. Тоа ќе трае 24 сати, една вечер. Ќе пробаме да смениме нешто, младите да видат зашто станува збор и зошто не е добро само да се излегува на една музика. На турбофолк забави. Да, на турбофолк забави. Можеме слободно да кажеме, да. Да. На турбофолк забави. Сметаш ли дека таков еден проект ќе направи промена во мајндсетот на младите и на собствениците на клубови? Се надеваме и затоа е направен тој проект и затоа ги спомнав сите ќе бидат дел од тој проект. Значи нема да биде еден проект како јас организатор на тој проект и тоа е тоа. Затоа е проектот направен за сите клубови, сите кои сакаат да учествуваат во тој проект ќе учествуваат и ќе имат дел од тој проект. Затоа за да се смени нешто. Океј, јас разбирам, например, сега не ќе да именувам имиња, овој коштал 22.000 евра, странскиот пејач или странскиот диџеј коштал 25.000 евра, зашто не го донеселе странскиот, но го донеселе нашиот балкански турбофолк, затоа што знаат дека ќе се испее повеќе на оваа вечер и ќе заработат они многу повеќе пари отколку на странскиот. Да, тоа е точно. Тоа е точно, но они повторно работат за себе, не работат за младите. Во смисла финансискиот бенефит секогаш е пред. Да. А културата и едукацијата би кажала. Тоа е преку проблем. слушање музика вие ги едуцирате младите, нели? Тоа е проблемот. Што да се слуша. Дали тоа беше основната причина Димитрикс да се пресели во Хрватска? Па искрено можам да кажам дека една од причините е таа, има повеќе причини зашто се пресели во Хрватска. Немаше доволно ангажмани тука? Не, јас имав добри ангажмани и во Македонија. Но ако си во Македонија, знаеш дека не можеш да ти да изградиш европска кариера или да кажеме world career. Да, зошто? Затоа што ти настапуваш пред тебе има Театирович, а ти си
фокусиран на таа електронска сцена, на хаус сцена. И сега ти мораш да го рекламираш таа евент на своите социјални мрежи и не можеш ти да настапуваш пред тоа или пред тоа, а си фокусиран на нешто сосема трето. Самиот профил ти изгледа несериозно, а многу се битни социјалните мрежи за еден диџеј, за еден продуцент. Да. Зошто? Ќе ги спомнеме и социјалните мрежи, извини, но морам овде да те прекинам. А што е со менаџерите? Неофицијално, нели, пред да почнеме да разговараме за на подкастот, ги спомнавме менаџерите. Дали вие како диџеј имате своји менаџери и тие менаџери имаат, би кажала, голем удел во тоа неангажирање во Македонија на нашите македонски изведувачи? Види, во Македонија постојат само 2 професионални менаџери. За диџеј? Или за генерално артисти. за музички? За артисти. 2 Добро. професионални кои можеш да ти изведат на прав пат. Но они веќе се, не да кажам, Презафатен? да, не презафатени, него си имаат некои што сакаат да внесат, кои го имат веќе тај проект и сакаат само да го бутат тај проект затоа што они се сами и немаат свој тим да бутат повеќе луѓе. И кај артистот, кај еден артист, професионален артист, менаџерот е многу важна работа. Да, затоа те прашав, спомна како да градиме светска кариера. Колку менаџерот овде има влијание? 90%. И може ли вие да си приуштите менаџер? Со финансиските средства кои ги заработувате? Ми кажа дека... Види, секоја, тоа е ствар на договор, менаџерот. Значи ти можеш да платиш менаџер кој има контакти 1 милион на светот, ќе го платиш 50.000 евра и тој ќе те избута и тоа е тоа. Менаџер можеш да бидеш и ти, менаџер може да биде и мама, менаџер може да биде некој мој пријател, но само треба да се ангажира доста доволно. Еве ќе го спомнам покојно еден од иконите на електронската музика, Авичи. Значи, на Авичи менаџерот беше неговиот пријател. Зошто неговиот пријател? Значи, менаџерот ти треба да го познаваш 100%, че да ти биде како брат. Да, но и да верува во И тебе, да нели? верува во тебе. Значи, ти ако не веруваш во некој, ќе го работиш тоа само за пари, како што спомнавме. Не е се до парите. Значи, мораш ти да веруваш во некој за да нешто успее. Значи, ќе се трудиш 24/7 и затоа спомнав дека менаџерот 90% е улогата на диџејот. Да, кај нас мораш, значи ако зборуваме за Македонија, кај нас ти мораш да бидеш и диџеј, и маркетер, и промотер, што тоа е... И менаџер, нели? Да, тоа е нешто... Да седиш и на Инстаграм да објавуваш, и на ТикТок да објавуваш. А например, еве, многу чудна работа што сега приметив во Европа, самиот диџеј, ако пушти порака да се договори со некој клуб или со некој фестивал, многу тешко. Тогаш не е професионален. Изгледа многу непрофесионално. Кај нас тоа функционира повише. И како се договара во Македонија? Во Македонија Брат, имав... дај бе да гостувам кај тебе. Да. Ајде, брат, Во дај. Македонија имав менаџер последната година. И што сум настапувал, и знаеш, сега ме бара газата мене, као може ли да договориме тој датум, и као брат, кажам, имам менаџер, сега може да се договориш со него, јас не знам ништо. Ајде бе, сега имаш менаџер, 100 пати си настапувал кај мене, она, и тоа е тоа. Мора со тебе да се слушне. Да. Да, Едноставно, ја немаме таа култура, нели? Не. Се некој си мисли дека ќе те излаже нешто, ќе се направи по процент зашто да дадам на менаџерот, дајде директно да ти дадам, па да не плаќам толку скапо. Да. Мислам дека тоа е она што ве одвлекува нашите артисти да бегате на страна. Да, па секој артист има сон да постигне некоја светска кариера, ако не светска, барем европска кариера, да го доживее тоа. Значи секој артист живее за тоа искуство.
Тоа е нешто што не се опишува со зборови. Ти да имаш менаџер и да тој менаџер да биде доста активен за тебе. Значи ти си седиш дома и само ти пушти порака на телефон, ти си тогаш таму. Во тоа и тоа време имаш интервју, во тоа и тоа време ќе те зема тој и тој, ќе те вози тој и тој. Ти завршуваш во 1:00 и нема повеќе. Тогаш е диџејството професија, нели? Тогаш е работа. професија и работа. А не е професија и работа кога јас ќе застанам на сцена и договорен сум да пуштам до 1:00 и доаѓа газата и ми вика ајде пуштиш пола сат музика, те молам. Затоа што кеф име на некои гостите. Јас и искрено на еден професионален евент во еден клуб во Хрватска, толку ми беше добра атмосферата, но бев договорен до тоа и тоа време. Јас сакав да продолжам самиот, нема шанси. Сакаш да кажеш дека таму владее ред. Ред и тоа е, значи доаѓа менаџерот на клубот и ти кажува ти си завршен во толку и толку. И тоа е тоа. Иако атмосферата е хаос. Да. Ти се има случајно кога сме кај атмосферата? Имам се многу подпрашања така. Стовано. Се шетаме од таму врска нема прашања тука, шо се? Па това е подкаст. Да, тоа е подкаст. Ти се има случајно некогаш да не можеш да ја подигнеш атмосферата? Да, многу пати. И што прави Димитрикс во тој момент? Пушташ различни жанрови на музика и гледаш публиката некако не реагира, нешто не е тоа. Се откажуваш? Не, нема откажување тука. Си знаел да кажеш, слушај, до тука е моето. Да, нема откажување. Мораш што и да направиш. Значи, како што викаат струмичари, ако треба ќе си гризнам од газот. Знаеш тогаш да пуштиш нешто турбо фолк? Си пуштал? Сум пуштал, да. Сум пуштал многу пати турбо фолк. Ако видиш дека не ја бива работа. Да, сум бил дистанциран. Ама со таа моите спор дистанциран. Ако? Сум бил... Во смисла, дали се држиш секогаш до твојот жанр музика? По секоја цена, па макар и забавата да пропадне, во таа смисла? Сега да. Значи, сега... Што те натера на тоа? Како стигна до тој левел, ајде да кажем? Па, види се, правиш една музика и таа е твојата музика. Кога ќе објави клубот евент дека настапува Димитри Звердена, значи луѓето знаат што пуштам јас и ќе дојдат луѓе што ја слушаат таа музика. И знам дека дали имало 50 луѓе или имало 500 луѓе, ќе биде атмосферата добра. А ти кога немаш стил или кога немаш дефиниран жанр на музика, доаѓаат секаков вид на луѓе кои слушаат секаква музика и затоа се меша таа музика. Пушташ од турбо фолк до хип-хоп, до техно, до све и ова станува вака. И затоа некои викаат не можеш да угодиш на секој музика. Да, не можеш да угодиш на секој музика, ама ако имаш дефиниран жанр, ќе ти дојде само тој што слуша таква музика. Така. Овде би те прашала и според тебе, што е успешен диџеј? Дали тој диџеј што има повеќе настапи во текот на годината, настапува во секој можен ноќен клуб и се, или диџеј кој има изградено свој стил, си тера под свој стил, па не мора да има и, не знам, или да настапи во една година? Како ги перципирате тие работи за успешен диџеј? Што го прави еден диџеј успешен? Па секој диџеј може да биде успешен на свој начин. Зошто на свој начин? Секој си поставува цел. Ти ако си поставиш цел денес да пушташ музика во 2 клуба месечно, ти си успешен диџеј за сега. Но колку парите играат улога овде? Играат доста улога парите. Зошто играат доста улога? Види, мене татко ми пред да влезвам во таа работа, ми спомна дека кога ти се лутиш? Не. Кога сега баш влезнав дека ми рече дека не знам во што влегувам. Зошто ми го рече тоа? Дека овој бизнес е еден од потешките бизнеси да се води. Зошто? Затоа што ти све што заработиш, 80% вложуваш, стално вложуваш.
Дали во спот, дали во нова трака, дали во опрема, дали во било што, играат многу тешко улога овде парите. И не само парите, и многу други работи играат. Да, ако не си во тренд, нели, со целата таа технологија, претпоставувам сега с него Не разбирам, мора да- диџејството, не нели, мора се да што ви бидеш. треба. Не мора да бидеш ти во тренд. Еве пример, јас немам опрема моја, што за настап. Значи, Како сега- настапуваш, бе дете? Сега, Како? значи секој клуб, значи збориме за Европа, Аха. овде не знам тука како, имаат некои клубови, да. Секој клуб си има негова опрема и диџејот сами со USB и со слушалки на настап. Да, а ако збориме за друга опрема, значи студиска опрема, за снимање, тоа е нешто што е многу скапо. Значи едно просечно студио ти вреди на тебе над 10.000 евро. Секоја клавиатура, секој семпл, секој све се тоа плаќа. И кога сме кај парите, постојано се прашувам, сега сите одат по, нели, голем број следачи да имаме на Инстаграм, на Фейсбук, да има гледаност на ТикТок, па да стане вирално тоа видео и милионски, нели, прегледи и се тоа. Ви носи пари тоа? Да. Како Можам искрено. функционирате? Ајде да дадеме, не знам, и идеја на младите. Како функционира тоа? Значи, Инстаграмот е многу, не само Инстаграмот, сите социјални мрежи кои ги води на јавна личност или еден артист, му се многу битни. Зошто му се многу битни? Ти колку и да бидеш добар во својата работа, ти ако не работиш на социјалните медиуми, можеш да бидеш многу понизен. Зошто можеш да бидеш понизен? Затоа што еве сега сакам да договорам настап на Exit. Они знаат дека сум јас добар, но кога ќе објави публиката, не те знае тебе. Затоа се тие Инстаграм медии и све тоа. Така, за социјалните мрежи, да. Социјалните мрежи за да твоето име или твојот бренд да го изградиш. Не се гради бренд со пуштање музика. Затоа се тие социјални мрежи. Да, звучи лошо, но таа е вистината. Но овде и социјалните мрежи можат да имаат и некоја контролу, јас би кажала во смисла и на негативни коментари, Тоа мора да се- со тоа се соочува секој. Со тоа се соочува Како се справувате со тие негативни коментари? Претпоставувам, нели? Ги сваќам, Има. ги сваќам како критика, затоа што секој негативен коментар е за нешто. Не можеш ти, окей, можеш да пишеш некоја глупост што не ја мислиш, но 90% Ти се конструктивни критики. Да. И Учиш од нив. Да, можеби знам дека не е така, но ќе си го ставам пак во предвид. Пример, имаш коментар, еве сега имав коментар, правив интервју за Tomorrowland, за Академијата за представник и спомнав Норт Македонија. И имав многу коментари за тоа зошто сум кажал Норт Македонија. И јас го снимав со Hello I'm from Macedonia, но кога го испратив таму, они ми кажа да го сменам тоа. Зошто? Затоа што на официјалните страни, официјалните медиуми стои Норт Македонија. И јас морам тоа да го Да го кажам. испочитуваш, да. Да. Од страна изгледа лошо, но кога ќе надлежиш во тоа, самиот и да сакаш не можеш. Да, Да, можеш, но Ќе си имаш проблеми. имаш проблеми. Така. Спомна Tomorrowland, што значи тоа за тебе? Кажав и во најавата, ќе те гледаме на Tomorrowland. Да, Неодамна го потпиша договорот. Да. Дали тоа е цел сон некој што го посакуваше од поодамна, па сега ти се оствари? Да, дефинитивно. Значи, тоа уште кога почнав, уште кога не бев во тие професионални води, ми беше сон да одам макар и на журка на Tomorrowland. Да, сега после академијата која завршив, кога победив на тај конкурс, ми беше многу драго и до ден денес ми е страф уште како што ќе биде. Се заврши како што треба? Да, после тоа мора
200% додавам од себе. Што беше клучното да што баш ти од сите тие 20.000 учесници Па, тоа е влезе во, односно си победник на тој Да. конкурс, така да кажем. Тоа е академија. Тоа е академија, Tomorrowland Academy, каде цела година стално учиш од врвни артисти. Значи имаш ментори. Мене ми беше ментор Afrojack. Afrojack е еден од, како да го спомнам, иконите на таа музика. И стално учиш и после на крајот на годината имаш како конкурс, правиш свој микс од 45 минути, го испркеш тој микс. Исто така, ако имаш своји траки и своји песни, тоа го испракеш всичко. И они тоа све анализираат. И исто многу влијаат таму и социјалните мрежи. Аха, значи се Тој- врти околу социјалните значи, мрежи. Тоа не оди едно без друго. Во смисла колку следачи имаш или што Не, се имаш Што се објавено? имаш објавено. Све што имаш објавено, твоите настапи, твоите интервјуа, значи буквално све тоа оди. Те скенираат. Кога се пријавуваш на тоа, имаш све од А до Ш. Значи све мораш да испратиш, линкови од видеа, линкови од интервјуа, линкови од твои миксови, лайв настапи, што многу ретко го прават овде. Тоа е едно од поглавните работи за да влезеш во таа светска кариера. Мораш да снимаш секој настап во лайв. Твојот настап, ако трае 1,5 сат, тој 1,5 сат се снима и се објавува. Твојот цел лайв настап. Да, лайв настапи и све тоа. И исприкаш тоа и после те анализираат и бираат тројца. Да. Еден од нив оди директно на Tomorrowland Белгија, другите двајца одат на Винтер. Ти си? Винтер. Винтер, да. Тоа е доказ дека, пак ќе кажам, има во Струмица таленти, има квалитетни млади луѓе со кои треба да се гордееме, тоа е доказ еве и твојот договор кој е подпишан со Tomorrowland. Јас се надевам на многу успех со тој договор и во иднина ќе те гледаме на многу светски сцени. Јас би рекла. Имам уште прашања. Димитрикс Вердано, порано те знаевме како диџеј Бонев. Сега, што се случи? Кога се сменија работите? Има некоја приказна и за тоа? Да, дефинитивно има приказна заради тоа. Јас како диџеј Бонев во Македонија, да не се фалам, но бев еден од побараните диџеи. Морам тука да те прашам, татко ти имаше влијание во тоа? Не. Да те бараат заради таткото? Не, значи мојот прв настап во мојот живот беше со татко ми и тоа со еден од поврвните продуценти на македонската естрада Кирил Џајковски. Да, и тоа ми беше единствената помош од мојот татко. Значи ми рече, во таа професија мораш све сам. Ако некој те бутка, ќе се напориш лошо за себе. Така. И како диџеј Бонев премина во Димитрикс Вердано? Имав многу настапи. Буквално во месец, ако има 31 ден, јас имав по 25 настапи во месец. Тука во Македонија? Да. И пуштав ова комерцијал, опен формат. Значи, од турбофолк до хип-хоп, до све. Како што спомнавме на почетокот, што ќе побара сопственикот или публиката. Да, затоа што со тоа се заработуваше. И тоа е почна да ти пречи тоа? Не. Мене уште кога почнав ми беше, како да кажам, нешто што го сакам, таа хаус музика. И кога настапував и по интервјуа, кога бев и по све, и еден ден седнав со мојот татко и ми кажа: ти да си последниот диџеј на оваа планета, јас нема да ти дојдам на настап. Значи од таткото критика доби. Да, и тоа многу ме погоди затоа што ми кажа он дека ако продолжам со овој пат, дека ќе бидам само тука.
Дека нема да излезам нигде надвор и никој нема да ме... Му се налути тогаш на татко ти? Да, му се налутив, затоа што бев во филм, дека бев многу баран и тоа. И после некое време сватив дека сум до тука. Сакав нешто да направам повеќе од тоа што сум го направил. Така. Значи и со цена, и со маркетинг, и со све, но не можеш. Значи ти си тука. И тоа е тоа. Димитар, кажи ми од денешна перспектива. Би му се заблагодарил јавно на својот татко за таа критика што ти е имал упатено? Дефинитивно да. Значи без тоа јас мислам дека би продолжил со тоа да се занимавам, но сватив дека сакам да постигнам нешто, не само за себе, туку и за својата држава и за својот народ. Сакам македонската сцена да изведам на пошироко. И за тоа работам сега. И тоа ми беше одлучувачкото да го променам тоа. Името? Значи да, морав да го променам името. Значи има повеќе разлоги затоа што кога почнав веќе да се фокусирам на еден стил, на една продукција, на една музика. Кога почнав да настапувам по странство, не може да го изговорам тоа Бонев. Да, и некако DJ Бонев ми беше некако многу локално. Моето презиме е Бонев. Така, да. Некако локално ми беше и реков дека морам да сменам и да направам ребрендинг. Да направиш уметничко име. Да, и тој ребрендинг го спремав цели 3 месеци. Со слики, со најави, со маркетинг, со све тоа за да излезе неприметно и многу добро. И до ден денес кога ќе ме видат по улиците, повторно сум Бонев за нив. Во Струмица секогаш ќе бидеш Бонев, да. И детето на Бонев. Но мене ми е, пак ќе кажам, чест се тоа што го слушам и за сиот тој успех кој го имаш досега направено, сепак си млад и верувам дека ќе те гледаме, пак ќе кажам, уште многу на тие светски сцени. Димитар, малку пробав да изгуглам, нели, за тебе, што и како. Порано во интервјуата те има со Тајзи, нели? Да. Споменувани соработка. Што можеш да ни споделиш од таа соработка со него? Да. Колку траеше, што се случи, како почнавте, нели? Како ја започнавте прво соработката? Ова е многу интересна приказна. Ја немам раскажувано Поздрав никаде. до Тајзи. Тајзи. И до Bright Vent. Така, поздрав и од мене. Се надевам ќе ни бидат и тие гости во подкаст. Се надевам, би требало. Така. Тоа е многу интересна приказна. Имавме јас и Тајзи исти спонзор. Да. Кој на кој го зеде спонзорот? Не, никој на никој. Заедно бевме во тоа и Тајзи ми беше мене како дете, пораснав со него. Буквално пораснав со него, сите песни му ги знам на памет и не можев да си замислам дека ја би работел со него тогаш. И го ценеше го. Многу. Ти беше идол. Да, и до ден денес ми е идол. Уште он ми е како брат сега мене, но уште го гледам како идол. Он ми е го имаш тој респект спрема него. Да. И имавме исти спонзор и власникот на тој спонзор правеше свадба. Да, и бевме заедно на свадба и се видовме таму и каза здраво, се запознавме и сега само што седнав до него, каснав на свадбата сад време. Тие младите. Само што седнав до него и кажа, можеш ли да излезеш надвор малце? Што сака, кажам, овој сега. Тебе тремате фајте. Што ќе биде? И кажа, дали си заинтересиран за соработка со мене, као те пратам, добро работиш, би сакал да бидеш во мојот тим, со настапи, со продукција, со све тоа. И јас како, окей, знаеш, може, каже, ама ти каже, имаш многу настапи, ќе не можеш. Не, јас ќе ги откажам настапите, те молам. Во моментот се откажам. И каже, колку пари све тоа ќе не кошта по еден настап и ќе се договориш за цената се окей. Во тој момент не треба бити парите. Да, тоа ми беше вау, Тајзи. Така, да. И
Остваривте соработка? Да, остварив. Колку време траеше таа соработка? Па и до ден денес трае таа Уште, соработка, да. да, но Што имаш научено од него? Ми Многу кажа, работи. идол, нели? Се многу уште. работи. Он ми беше буквално како втор татко. Научив многу. Јас буквално пред мое секое јавно излезување пред телевизија или пред интервју, јас го прашав и за денес, за твојот исто го прашав. И што кажа Што- тези да видиме сега? што Може да- или не? Што да зборувам, како да зборувам, и стално сум го слушал и што и да ми кажал и за да го управам. Те прашувам за тоа, барам јас така мислам дека денешните млади знаат да бидат малку повеќе од колку што е потребно, нели? Да, Самоуверени, самоубендисани сега- и да не слушаат совети, па тоа сакам ти како млад човек да кажеш дека сепак се одважуваш слушаш совети од повозрасни. Советите од поискусните, од повозрасните се секогаш приоритет, дали изгледат старомодно или не старомодно, на крајот на денот ќе излезат во права. Се враќаме на нив. Да. Тоа ќе го земам пример исто. Тајзи е наша икона на таа регетон музика, звезда. Јас ќе го наречам звезда, но он никогаш се нема наречен од звезда. Он е буквално како секој нормален човек што е со нас. Он настапува полни коловови по 10.000 луѓе, настапува и послед настап се слигнува доле со својата публика, се пие, се слика, се дружи, не е во сон. Он на секој настап свој кажува, јас не сум звезда. Ја живеам за народот. Јас го правам тоа што го сакам и го правам тоа за љубов. Како викаат, скромноста е врлина. Да. И јас тоа го научив од него. Јас пред тоа бев многу Во облаци, Да, ајде да кажеме младите многу, како што знаат многу. да кажат. Значи, ама добив многу големи критики од него за тоа и затоа до ден денес и мислам и кога ќе направам нешто многу големо, кога ќе стане нешто многу големо, пак ќе бидам истиот. И никогаш нема да се сменам, затоа што ме научил од каде си почнал, каде си завршил. Можат ли тие социјални мрежи, следачите и милионските прегледи на YouTube и на TikTok да го променат Димитрикс? И покрај сегашната изјава дека да, битна е публиката, нели, и скромност. После 5 години. Мислам дека не, но не знам. Стварно не знам тоа што носи. Уште не сум стигнал до таму затоа што на секој карактер тоа влијае различно. Може Различно, да влијае многу лошо, може да влијае многу добро. Значи има многу доста примери што се станале популарни, после траат 2 години и изгаснуваат. Да, и тоа сакав да те прашам, колку таа популарност која се стекнува преку ноќ од диџеи, нели? Има, кажавме, секој еден смета дека може, ќе стане популарен, не знам, преку ноќ, колку трае тоа? Може да трае многу, може да трае многу малку. Значи ти кога си во пикот, тогаш треба да работиш најмногу. А обично луѓето кои се во пик, работат најмалку. Значи они се тражени, они добиваат добри пари, добиваат поддршка од својата публика и тоа ќе трае година две, ако не работиш ти. Значи тогаш треба да си најупорен и најмногу да работиш. Не, посветен, да, на работата. Најпосветен, да. А тоа многу е голема грешка кај нашите млади што го прават тоа затоа што траат по 1-2 години и тоа изгаснуваат. И после им е криво. Кои се говориле овие старите да не прават така, они се го правеле спротивното од тоа. Слушајте ги старите. Да. Мислам старите сега, да не се навредуваме, искусните. Да не станува збора. Искуството е многу битен фактор во музиката. Значи, Кажи им на младите, да не им кажуваме се ние повозрастните. Искуството е многу битен фактор. И соработката. Овде би кажала и би те прашала колку значи соработката едни со други, да ја имате во музичкиот свет. Значи во музичкиот свет соработката во Македонија, повторно кажам, е многу лоша. Имаш ли соработка? Спомнавме Тајзи. Да, имам соработка, и со Славица Ангелова, можам да ја поздравам неја, она исто од Струмица.
наш струмички Да. бисер. Да, буквално тоа. Има соработки, но со популарните, поактивните на таа сцена, многу тешко се стигнува до соработка. Во која смисла? Тие се недостапни или Не, они се достапни, но ти не гледаш интерес Да. повеќе, си посветен на, предпоставувам, во Хрватска си во моментот, така? во Хрватска се во моментот, да. Не, и јас секогаш сум отворен. Пример за мене и лично ќе зборувам. Јас сум секогаш отворен за соработки за со било кој. Дали еднаш почнам со диџеј, дали еднаш почнам со продукција. Значи, буквално секогаш сум Расположен си и ти Да. да споделиш од Да, твоето да, искуство, сепак и ти имаш искуство, не е малку Да. 7 години да бидеш на таа сцена. Уште нешто најдов на интернет и морам да те прашам да ми појасниш што беше тоа. Претпоставувам дека е малку постаро интервју, Балкатон Генг. Балкатон Генг ти е една Си бил дел од Да, може да се каже дека бев дел од таа група. Тоа е една изврсна група, една изврсна продукција која држи Стефан Ѓурич, познат како Раста. Да исто и таму многу научив, многу работи од денешен аспект за кариера. Тоа значи дека работеше и функционираше и во Србија или не? Ретко во Србија, но повеќе за продукција и за некои ремикси, за Имаше и од таму искуство, да? Да. И пак ќе те прашам што научи од таму, какво искуство? Сакам Таму- да ми направиш компарација помеѓу Македонија и и другите држави, што е разликата? меѓу Македонија и Србија или меѓу Македонија? Еве искуството што ти покажува. Па Србија има многу напредна естрада. Многу се поддржуваат еден со друг и многу добар маркетинг прават. Затоа се они толку јаки. Како што викаат, еве не знам дали си чула, овде ако не успеш оди у Белград, у Белград ако успеш, овде си автоматски успешен. Е, нас. тоа, до тој момент сакав да дојдеме, затоа што, нели, македонските музичари, пак ќе кажам, се жалат, постојано носат српски пејачи овде, а македонските пејачи, нели, не ги викаат. Но, убаво кажа, маркетингот, промоцијата го прави тоа. Имаат медиуми кои ги Ги поддржуваат. држуваат. Значи, секој месец ови се на различно интервју и даваат различни искуства. Споделуваат искуства, споделуваат Песните им ги песните им ги имитуваат. емитуваат. Имаат све направено, дали преко драми, дали преко ова е све маркетинг. И затоа еве има некои примери од Македонија. Значи македонски артисти не успеваат тука, одат во Белград, се преселуваат, Па прават ние исто имаме примери. Кај нас, еве Славица Ангелова ја спомна. Зошто ни требаше да биде на Звезда Гранд, Да, мислам дека беше, да. за тие да ни кажат дека да, врвна, нели, врвен музичар, да ја наградат, па ние да се врати во Струмица, па тогаш да кажеме, браво, нели, ти си... Да. Има многу артисти кои се го направиле тоа, исто и јас. Искрено. Да, Значи, јас јас знаеш колку сум се молел да идам на фестивали овде, посебно во Струмица и по клубови да пуштам. Значи се молам, ќе дојдам без пари, ќе пуштам музика, сакам да се испромовирам. Ми треба таа промоција за да направам нешто. Не. И тоа е тоа. И ќе ја викнеме од Србијата. тоа е тоа. Значи да не бараме грешки, нели, проблемите да не си ги бараме на страна. Кај нас се дома, тука треба да си ги решиме. Тука е целиот наш проблем. А, Зошто еве една година сум во Хрватска. Зошто во Хрватска за една година постигнав успех како што сум го постигнал тука за 5 години? Зошто? Таму имаш и ангажмани, таму те ценат, те плаќаат. Го гледат квалитетот. Значи, вложуваат, на еден начин вложуваат во тебе. Знаат да препознаат Знаат да квалитет. препознаат и не го испуштат тај квалитет.
А ние не си го цениме нашето македонско овде. Нашата македонска никогаш не. Да, јас пак би кажала и ние сме медиум. Со таа цел јас си правам подкасти и секогаш настојувам да бидат наши луѓе кои придонесуваат нели за поквалитетен и подобар живот на нашето општество и да ги промовирам, затоа што навистина треба да се цени нашето македонското за да можеме нели да постигнеме нешто. Да, кај нас многу згасна таа јавна сцена од кога да не кажам. Што ни фали во нашата држава за поголема промоција на вас музичарите? Музички емисии многу фалат. Еве наброј ми 2 музички емисии во Македонија. Дали има? Сега да не ги кажуваме по брендови, знам дека на националните телевизии има, се трудат, нели, да промовираат дел, но сепак не е доволно, сепак сметам дека не е доволно, да. Имаме премногу артисти кои треба да се рекламираат, кои им треба поддршка од медиумите. Значи, кога беше сцената со, да кажеме, со Зоки Фаци, може да го спомнам, беше сцената перфектна на Македонија. Значи, правиме мовет кога бил и Тоше Проески и сите тие други, значи, они се рекламираа на секаков можен начин. Дали ќе го има во магазин, дали ќе го има во некој вестник. Има интерес и медиумите, но Димитар, да бидеме реални, еве сега и јас од аспект на медиум кажувам дека, но имаше услови и за тие медиуми да функционираат. Во моментот и медиумите немаат идеални услови за да функционираат и некако тоа е на алка поврзана. Немаме интереси за поголема продукција, затоа што нормално не може еден медиум не може да издржи да покрие плюс новинари и трошоци. Како нели музичката индустрија има проблеми, имаат и другите сегменти, проблеми и финансиски, нели, и продукциски, и тоа влија едно на друго. За жал, во таква една средина живееме, во такви едни услови, јас се надевам на подобри услови во иднина. И јас се надевам дека ќе се променат многу да. работи. Кажи ми, кога сме, еве, промоција на музичката индустрија, но имаме ли доволно оригинална музичка индустрија за да се промовира? Каков квалитет продуцираат македонските музичари или конкретно во твојата бранша диџеј? Имаме доста. Значи, ако збореме за продуценти, имаме доста квалитетни продуценти кои се прошируваат на целиот регион на Балканот. Значи, тука ви е Дарко Димитров, кој е еден од врвните продуценти во Македонија. Он прави доста оригинални работи, но исто е скап. Зашто е скап? Затоа што го цени квалитетот. Артистот за да направи квалитетна музика треба да оде како квалитетен продуцент. А артистот за да направи пари треба да има добри ангажмани. Пак се враќаме околу парите. Тоа е. Значи тоа е, затоа спомнав на почетокот дека тој бизнис носи многу ризици. Мораш да вложиш за да добиеш назад. А што не е сигурно дали ќе добиеш назад. Ако останеш во Македонија? Не, и во Македонија да вложиш можеш да добиеш. Но не е сигурно. Значи не е сигурно. А вложувањата се огромни. Но сепак, пак ќе кажам, ти си млад и нека биде тоа апел до сите млади други. Не е поентата во тоа да се откажеме. Никогаш. Значи, јас сум, кај мене не постои друга опција. Тоа се расправам со мојата мајка. Значи, или музика, или смрт. Значи, тоа е тоа. Значи, јас сум одлучил дека музиката ќе ми го води мене животот и тоа е тоа. Јас никогаш нема да работам ништо друго освен музика. Макар и би дошол на многу крајно ниво. Ама тоа нема да се деси, знам дека верувам во нешто. Ако не веруваш, никогаш нема да успееш. Можеш да веруваш во нешто за да успееш. За да успееш. Нека биде апел до сите млади, нека веруваат во себе. Можеш Или кажавме, нека имаат искуство, нека слушаат повозрасни, но и да веруваат во себе, во своите квалитети и да се борат за нив. Не само за музиката, него општо за
За секој еден бизнис кој да. го почнале. Сега Да. зборуваме од твој аспект за тоа што ти си во, Да, нели, во светот да. на, пак ќе кажам, диџејството, да го третираме како професија, доколку се работи професионално, упорно, да. посветен си на тоа, ќе се заработува. Дефинитивно. Да. Што пушташ во моментот? Во моментот сум фокусиран на знаеш како? Моментално си зборувам на себе дека треба јас да направам музика која публиката ќе играе на неа. Аха. Значи тоа нема, значи јас сум фокусиран сум на афрохаус, на мелодик хаус и на мелоди техно музика. Значи сепак Значи- следиш светски трендови. Да, тоа е тренд. Сега изгледа статија дека хаус музиката е најбрзиот растечки стил во светот. И дека луѓето кои слушаат афрохаус музика, дека стараат многу побавно. Аха, Значи, тоа значи е да се научно обрне, докажано. да почнам да слушам. Значи тоа е научно докажано. И Тоа се слуша секоја вечер, кажи ми колку да слушам. Секоја вечер да слушам помалку или да одам еднаш неделно на журка на. Тоа е полно емоција. Значи таму има многу емоција. Не, значи еве додеш на некои артисти кои прават тоа шоу, на нивни концерт, ти не одиш на концерт. Ти одиш буквално на место каде се исклучуваш и немаш ништо околу себе освен таа музика и таа емоција. Тоа носи многу емоција. Но сепак тоа е, мислам, диџејот е битно да знае да го пренесе тоа. Да, нели? значи музиката е емоција. Значи јас се трудам мојата емоција да ја искажам преку музиката и затоа продуцирам музика. И сега сум фокусиран на тоа дека треба да направам нешто што публиката би играела на таа музика, што би денсала. Да има повеќе денс, и така. тоа сега е некој експеримент кој сакам да го објавам и што се надам дека ќе помине. Сега спремам исто песна. Поточна трака заедно со Ѓорги Кремков, продуцент од Струмица, живи во Скопје, и со Джамбо. Агушев. Така, да. Да. Јас верувам дека ќе излезе квалитетно. Се надам дека ќе излезе. Не сакам пред време да слушаме ништо од тоа. Нека биде се уште тајна, нели? И кога ќе биде промоцијата, се надевам дека ние од Биди свој ќе бидеме поканети таму. Секако И ќе ќе се направи уште една убава новинарска сторија за тоа. Секако дека. Димитрик, сакам за крај, во контекст на разговорот, нели, за квалитетна музика, и би сакала твои мислење да слушнам за хитовите кои сега ги слушаме, нели, по радиостаниците. Сепак, нели, таа е твој дел, твоја бранша, и да ми ги рангираш која ти е омилена. Да. Добра. И уште една. Мораш Дори да го пуштиш. Да. Е. Тоа е тоа. Тоа е врв. Тоа е врв. Па искрено да. Она што Димитрик слуша на, не знам, радио, влезе у кола и сака да слуша нешто. Тоа е тоа што го слуша. Дефинитивно да, значи тоа е сега најтренд музиката, не само најтренд музиката, значи таа музика станува популарна затоа што е добра, да се разбереме. Таму има мелодии, таму има емоции и многу работи. Да бидеме реални, 90% од текстот никој не го разбира, нели? Да, тоа е арапски. Но носите полудеваат кога ќе се пушти. Моментално арапската музика е број 1.
во светот. Не музиката, арапската мелодија. Значи, и е многу квалитетна. Исто ќе кажам дека музиката се мене на секој 10 години. Да. Да. Значи, денес е тоа, утре е друго. Но јас не сум нели во експерт да зборувам за тоа, но мислам дека постојано се враќаат стари хитови, па се преработуваат. Сега што пуштија, но нив е едно од стари хитови што е преработено. Дали тоа значи дека старите песни, старата музика е многу поквалитетна од денешната, па постојано се прават ремиксови? Или немаме веќе идеи за нова музика, или новите музичари не се толку како да кажем, со многу идеи? Не, што е пресудно? Сите музичари, сите продуценти имаат свои идеи кои вадат песни и скоро секој месец пратам дека вадат по еден хит. Дали ќе извадат хит преработка од стара музика, дали ќе извадат хит од нивна музика, но во главно старата музика е многу поквалитетна од денешната музика. Зошто? Дека во светот постојат некои си 5 до 10 студија, кои се врвни студија за продукција и сите алатки се таму од 90-тите. Значи ти да купиш моментално квалитетна алатка, што е направена од 90-тите, да не те излажам, по 100.000 евра. Скоро недостижно. А новите се многу поевтини. Но го нема тој квалитет. Го нема тој квалитет. Јас тоа и до ден денес се чудам како, но сите врвни продуценти работат на стари алатки за продукција. Тие што разбираат квалитет. И уште едно да те прашам, барем јас, пак ќе кажам, нели, моje мислење, старите песни имаат повеќе емоции. Во текстовите има емоции. Сега денешните песни скоро и да не ги разбираме што зборуваат. Да, имаат многу емоции, затоа што за жал. Што го менува тоа? Па за жал во денешно време сите гледаат на таа финансиска стабилност, на таа финансиска заработка. Никој не гледа таа емоционална порака. Значи мораш ти да или се врезани во таа машинерија брзо да се извади спот, нели? Значи ако зборуваме за светските диџеи, за светските продуценти, они многу малку работат во студио. Они се стално на авион, они живеат во авион, они патуваат стално. Значи за них позади них стои цел тим од 100 луѓе. Значи они кога одат на настап, со нив одат по 20, по 30 луѓе. Секој човек си има посебна задача кај него за тој настап. И затоа кај него, например, сега има свој продуцент кој е задушен за тоа, му ја прави траката 90%, он ја добива таа трака и во авионот само ја достредува 10% и ако му се окей, ако му е окей, ја вади, ако не му е окей, не ја вади. Они имаат по месечно ниво по 200, по 300 траки. И добиваат многу траки од различни, на пример од мене. Јас самиот, кога ќе направам една трака, јас ја испраќам на минимално 20 артисти светски. Чекај, само да те прашам, тоа трака, тоа е музика, компонираш музика и му ја праќаш. Да се разбереме сега. Значи пред да ја извадам, јас ја праќам на 20 познати диџеи, познати продуценти. Да дадат мислење или може да ја откупат од тебе? Не да ја откупат. Он може да каже, ми се свиѓа ова. Добро. Сакам да извадам со тебе заедно. И само го подпишуваш ти него на YouTube, дека он работи со тебе, а сари нема веза, тоа ти е само за промоција, он добива многу повеќе од тоа, што ти ќе го добиеш, но и ти добиваш многу. Тој добива музика, ти добиваш промоција. На тој начин функционираат голем дел од диџеите? Многу. Да, е многу ретко дека некој отвара да види во био што пишува. Значи, обично на насловот се мачка. Значи, пишува Димитрик Зверденов, Феат, не знам кола, а оддоле биографија пишува кој е работил музиката, кој е работил ова,
таму не можеш да излажеш. Аха. Да. Значи светски брендови се градаат на таа основа, нели? Многу. Праќаат Они добиваат дневно по 100 траки од било од него и затоа имат задолжен човек кој ги гледа тие работи, кој ги прати тие работи. така. Кој ти е идол Од светската сцена. од светската сцена, македонската, Имам- спомнавме веќе. Имам тројца кои секогаш се ми биле. Еден од нив е Медуза. Значи, Беше минатата заедно година, бевме. беше заедно. Да, Аха, ќе те бевме. прашав дали имаш желба нели со некој заедно да настапуваш, но тоа веќе е остварено. Да, заедно бевме со Медуза и тоа ми е едно многу големо искуство, затоа што Медуза не е само група, Медуза е мозок на таа сцена. Они се тројца луѓе кои прават чудо. Да, и се запознав со него. Стапивме во контакт, што до ден денес не ми се верува. Имаме контакт, имам подршка од него за продукција. Тоа е добро и до ден денес ќе ми биде идол, неговата музика. И фан сум многу на неговата музика. Така. И неостварена желба со кој ти е да? Неостварена желба, можда имам двојца, но не знам кој да одвојам од нив. Дали KNS Music, они се исто тројца луѓе, група од Германија, кои се моментално на врвот на сцената. И секогаш ми бил Мартин Гарикс. Така. Морам да те прашам за во последно време тренд е женски диџеј, Да. нели? Да. Ги гледаш тие како конкуренција, дека повеќе внимание знаат да привлечат за разлика од машки диџеј? Да, дефинитивно. Многу може да привлечат внимание женскиот диџеј, затоа што секогаш женското имало повеќе емоции од машкото. Аха. Тоа да се Тоа, јас мислев за друго ќе кажеш, Не. перформанси, не? Тоа е емоција. Она може да ти донесе емоција на сцената. И за перформанси, и за сценски настап, и за све тоа. Само што многу ретко се осудуваат женските да бидат во таа сцена. Но ги има, се почесто ги гледаме Да, на да. социјалните мрежи. Сега почна, да. Да. Но Со кој од нив би соработувал Димитрикс? Заедно Со би излегле женски? на сцена, да. со женски диџеј. Па имам една што ја пратам долго време, Нина Кравиц. Она е на техно сцената. Така. Да. И може да би направил некоја соработка со неа, но за жал мојата и нејната музика не се вклопува баш, но како Не што се знае. како што викаат, музиката е нешто што можеш да го направиш од ништо нешто. Така да ако споиш тој стил може да испадне нешто друго. Така, да. Музиката не познава граници, не познава јазик, значи се разговара на музиката и не мора да се знае јазикот. Димитрикс, јас ти благодарам на овој искрен и убав разговор. Ако продолжам, може и да си разговарам и до утре. Да. Има многу теми на кои може да се разговара. Кажи ми, кои се твоите идни планови? Си одиш од Струмица скоро? Да, имам уште некои 10 до 15 дена. Одмор што ќе одморам малце, а тој одмор 5 дена знам дека ќе. Има ли шанси струмичани да уживаат во некој твој настап тука? Да, сега сме во преговори за затварање на нова летна сезона. За еден кафич во Струмица, кој ќе направиме исто голем настап, голем сценски настап. Во преговори сме за тоа. Ќе видиме дали ќе биде окей или не. Значи тоа ќе ми биде после кога не сум настапувал во Струмица од март, од карнавалите. Да. Значи тоа ќе ми биде настапот и на втори заминувам за Египет. Од кај сега Египет? Од целото разговор Египет на крајот го спомна. Што значи тоа? Па ќе видите. Аха, тоа е Сега најдобро, ќе нека биде објавим. тајна, да, нека биде тајна. Спомнав дека спремам песна, поточно трака со Джамбо, па Да, тоа го спомнавме и тоа е нешто ќе вклопено за тоа ќе биде заедно. Ние ќе те пратиме на социјалните мрежи
и за секој твој новитет ќе информираме. Јас кажав дека Биди свој како медиум е секогаш на страната на македонските артисти, сакаме да ги промовираме, да се гордееме и да се цениме нашето, македонското и квалитетното што е. За крај сакам да им дадеш апел или твој совет до сите млади. Кажавме, не мора да биде во светот на диџејството. Да. Совет за сите млади. Верувајте во себе, никогаш нема да се откажувате од самот, затоа што ако не верувате, нема да стигнете далеко. Така. Благодарам за разговорот. Се надевам дека некоја наредна сезона повторно ќе ми бидеш гостин и ќе разговараме за твои нови успеси на светските сцени. Се надевам исто. Да. Ви благодарам. Да, јас ви благодарам на вниманието. Се надевам дека убаво си поминавте. Мене ми беше навистина убаво со Димитрикс и се гледаме наредниот подкаст. Audio Jungle. Audio Jungle.